ако веќе имате сметка што треба да направите, значи само кликате тука на регистар, внесувате податоци, после ќе се поврзе се со она стара сметка од eTwinning, ако немате, ќе креирате нова сметка на самата платформа, за да може да се синхронизират и оние стари податоци што некогаш сте ги имале и треба да знаете кога и да сте се регистрирале. Нели некогаш работиме, па правиме пауза, па повторно работиме и сето тоа ќе биде на едно место и ќе се знае што сме сработиле. И убаво е што самата платформа за сите води портфолија и се знае и каде сме учествувале, кои обуки сме посетиле, кои или какви проекти сме сработиле заедно со колегите и од кои земји и така натаму. И ова се тие податоци кои што на сите се бараат. Кога ќе внесете податоци, очекувајте веќе на вашиот мејл да ви дојде уствари ќе ви стаса еден линк на кој што треба да кликнете и кога ќе завршите со регистрацијата на European School Platform, само во иднина ќе се најавувате со кликање на едно логин и нема да има проблем како сега што имаме проблем, иако имаме средени сметки, често пати треба и од 5-6 пати да се обидуваме за да можеме да се регистрираме, а некогаш и тоа не успева, па се откажуваме, па оставаме за некаков нареден пат. И ова е она што веќе го спомнав и ова е од eTwinning преземено, колку да биде како известување дека ете, имаме голем број на училишта кои што стекнале право да се квалификуваат. И ако не сте прочитале, само ова ќе биде токму како инфонастан, што представува ознаката на eTwinning училишта. eTwinning училишта ги вградуваат вредностите на eTwinning во своите политики, односно практики во професионалниот развој со поддршка на училишното раководство. Со ознаката за eTwinning училиште, eTwinning ги препознава и вреднува вклученоста, заложбата и посветеноста не само на индивидуалните eTwinери, туку и на целото училиште, каде тимови на наставници и училишни лидери работат заедно. Училиштата на кои им се делува ознака се подготвени и расположени да се вклучат во развојниот пат со активности кои може објективно да се оценуваат. Потоа мисијата на eTwinning училиштата е компасот на сите eTwinning училишта. Таа мора да ги истакнува елементите како што се заедничко лидерство, соработка и тимска работа, капацитет за делување на учениците, инклузија и иновација, представување, односно представување пример за другите училишта. Кои се придобивките? eTwinning училиштата официјално се признаени на европско ниво како модел за eTwinning и сочинуваат мрежа на водечки училишта кои служат како инспирација за идниот развој на делувањето. Сите eTwinning училишта го добиваат комплетот за eTwinning училиште, кој се одржи и плакета и знаме, тоа многумина го знаете, со мощне видливи европско ниво и се охрабрени да изложуваат своја ознака за eTwinning училиште во промотивни и информативни материјали, се поттикнати да учествуваат во наменски програми за професионален развој, ова само ако ви дозволува вашиот директор, се дел од посебна група на eTwinning за споделување добри практики, соработка и присуство на ексклузивни онлайн настани. Како училиштата може да добијат ознака на eTwinning училиште? Постапката за одобрување на ознаката за eTwinning училиште се состои од две фази. Првата веќе е помината, штом испратиле барања или сите училишта од 52 училишта од Македонија веќе добиле информации дека можат да конкурират, значи тој првиот дел не мора ни да го читам, или првата фаза, таа е веќе завршена, зашто тие провериле и виделе дека во последните 2 години имаме активни eTwinери и треба барем да сте сработиле
еден проект и да се здобил со европска ознака на квалитет. Значи, во втората фаза апликантите мора да пополнат формулар за аплицирање, во кој ќе опишат како нивното училиште осмислува, спроведува и планира активности поврзани со мисијата на eTwinning училишта. При тоа мора да се обезбедат и некои докази. Значи, за се она што ќе го кажете, треба и да приложите нешто како доказ дека е сработено. Националната организација за поддршка ќе изврши евалуација на секоја апликација, анализирајќи истовремено и описот и доказите и оценувајќи ги активностите и потенцијалот на училиштето. Ако апликацијата биде одбиена, тоа не треба да ве обесхрабрува, затоа и подобро малку порано да аплицирате, доколку прифатат супер, после ќе одморате, а доколку не прифатат имате право и по неколку пати да дополнувате и да додавате докази се додека не добиете некаква потврда дека заслужувате, односно да ве назначат за eTwinning училиште. Како да аплицирате? Значи, директорот на училиштето и колегите кои се дел од eTwinning треба да бидат вклучени во подготовката на апликацијата. Апликациите мора да одговарат на сите прашања од формуларот за аплицирање и да обезбедат докази кога тоа ќе биде побарано. Едно од прелиминарните прашања се однесува на политиката за безбедност во училиштето, каде од апликантите се бара да обезбедат и за тоа докази. Другите прашања вклучуваат анализа, искази за секој од елементите од мисијата на eTwinning училиштата. Апликациите мора да опишат како нивното училиште ги спроведува и како да обезбеди докази. Значи, буквално за се што ќе тврдите или што ќе наведете дека сте го сработиле како училиште или како поединец, за секој тврдење треба да доставите и докази. Значи, за секој исказ од мисијата од апликантот ќе се бара да опише што училиштето планира да направи во следните 2 години, доколку ја добие ознаката за eTwinning училиште. Апликацијата треба да биде придружена со изјава потпишана од директорот на училиштето. Поднесувањето или вреднувањето, односно повторното поднесување се прави пред истекување на рокот. Поднесените апликации ги прегледува Националната организација за поддршка. Во случај апликацијата да биде одбиена, тоа е тоа што веќе го кажав, тоа можете повторно да го одработите и да поднесете како дополнителни детали пред истекување на рокот. Значи, додека трае рокот, можете и повеќе пати да правите исправки. Совети, секој училиште треба да одлучи кој ќе го поднесе, кој ќе од наставниците да поднесе апликацијата преку eTwinning Live. Се прифаќа само по една апликација од училиште, значи не можете секој за себе да аплицира, не е овака кога аплицирате за ознака за квалитет, тогаш секој аплицира за себе, а кога се аплицира за училиште треба да се одбере кој е тој што ќе ја напише, кој ќе ја пополни апликацијата. Значи, ќе се прифати само една. Формуларот не мора да се пополни во текот на една сесија, може да се зачува во нацрт форма. Кликнете на копчето за поднесување само откако ќе го пополните формуларот целосно. Списокот на училиштата кои ја добиле ознаката за eTwinning училиште се објавува секогаш на почетокот од секоја година. И сега ова е она последното, третото што го наведов, што реков дека и ова го ископирав од страниците од старата eTwinning платформа, тоа се правила на однесување. Впрочем, и секаде каде се појавуваме на некоја платформа, особено ако е некаков едукативен карактер, секаде имаме некакви правила, односно кодекси на однесување кои што треба да ги почитуваме. Па така со регистрирање на порталот eTwinning, вие прифаќате основните принципи на eTwinning заедницата, засновани на меѓусебна доверба и соработка. Вашето користење на порталот се заснова на усогласеност со следниве правила. Проверете дали сите слики и датотеки што ги поставувате на вашиот профил TwinSpace во ресурси се заштитени со авторски права. Мора да се погрижите лицата на учениците да не можат јасно да се препознаваат,
на фотографиите што ги објавувате, особено на првата страна која што е достапна за сите итвинери. Нели на она првата страница од проектот, каде што имат увид сите други кога ќе се заинтересираат за вашиот проект да го видат и таму каде што ќе поставите тоа се ќе биде видно, додека внатре во самиот проект на страниците тоа веќе е друга работа, доколку имате согласност од родител, таму можете да објавувате што ќе посакате, а и секогаш се гледа во самите проекти да работат и луѓе кои што веќе се познават или едноставно имат доверба едни во други дека нештата од тие страници нема да излезат подалеку отколку таму каде што сте ги складирале. Значи, едно исто од правилата и кога оставате на коментари на профилот на другите итвинери, вашите коментари мора да се однесуваат на оригинално објавениот текст. Несоодветни коментари не се дозволени и ќе бидат пријавени до надлежните органи. Погрижете се пораките што ги оставате на форумите да се во согласност со темата на форумот. Не е дозволено повеќекратно објавување на иста порака, например, ќе направите една па ќе испратите на сите, зашто може да се смета како спам и да бидат избришани или од некого пријавени. Не оставајте премногу пораки на внатрешниот систем за пораки на членовите на порталот со кои не соработувате, а таквите пораки исто така може да се сметат за спам. Обезбедете разумен и соодветен број на контакти во вашата листа на контакти, работете на проекти во кои учествувате врз основа на меѓусебна соработка. Потоа избегнувајте барања за контакт без претходна комуникација, за да бидете сигурни дека навистина сакате да бидете во контакт со лицето. Секој корисник треба да учествува во разумен број на проекти во кои може активно да придонесувате. Одредете го соодветниот број на соработници за вас пред да го регистрирате проектот и обидете се да не поканувате нови соработници пред да се договорите со веќе вклучените. Значи, секој треба да се согласува ако сакате да доведете или да воведете некој нов член во тимот на одреден проект. Пред да аплицирате за европскиот надпревар за итвининг, обезбедете согласност од сите основачи. Можете да бидете нели само член, но основачите треба да бидат тие да решат дали проектот е доволно добар да конкурирате или не, и се прави според некаков договор каде што сите учесници ќе бидат усогласени. Строго е забрането користење на итвининг за комерцијални цели. Секоја компанија, иницијатива, настан или софтвер за комерцијални цели ќе бидат отстранети, како и нивниот пристап до порталот. Прекршувањето на горе наведениот кодекс на однесување може да доведе до забрана за понатамошно учество на порталот и текстот на правилата за однесување е превземен од порталот итвининг, како што веќе кажав. А овој другиот дел, ова е веќе за јануари, нешто ќе повториме што се однесуваше за воопшто вреднување на проекти, па да знаеме кога ќе сработиме некој проект и самите да процениме дали е доволно добар за да можеме да аплицираме.